Јас сум Ангела Нацева. Имам 9 години и сум 4-то одделение. Денес ќе ви раскажам книгата Вештерки од Роалд Дал. Во оваа книга се зборува за магиите и светот на вештерките. Главни ликови во оваа книга се детето раскажувач, Бруно, бабата на детето раскажувач, велеврховната вештерка, другите вештерки и тие што работат во хотелот. Станите се случуваат во Норвешка и на местото каде што биле на одмор. Детето раскажувач било едно дете чии родители загинале во сообраќајна несреќа, но тој поминал само се на гребаница на челото. Неговата баба му станала како родител. Таа секој ног му раскажувала приказни за вештерката. Тој дури научил како да ги разликува вештерките. Па така еден ден отишол на одмор, но пред тоа баба му се разболела и не му давале да одат. Но тие сепак го прекршиле тоа правило и отишле на одмор. Таму каде што биле се случуваат сите работи, односно настаните. Детето раскажувач заедно со баба си еден ден отишол на ручек. Детето раскажувач за миленици имало глувци, но главниот на хотелот не им дозволил да ги тренираат, па така детето отишло во една соба каде што немало никој и си играло. По некое време дошло едно друштво кое што се викало заштита на децата. Но тие всушност биле вештерки. Вештерките имале сина плунка, црни очи, имале нозе без прсти и многу други лоши работи. Например, немале коса, имале само црвени одвратни брунки од што се чешале толку. И кога влегле дамите, велеврховната вештерка им рекла да ги извадат париките и да си дозволат удобности. Детето видело дека тие се вештерки. Баба му на детето исто така му кажала дека колку си почист, толку полесно ќе можат да те намирисаат вештерките. Дека ако бидеш чист, ќе мирисаш на каки на вештерките. Но за среќа детето не се ширило веќе 2 недели. Велеврховната вештерка прво не го намирисала, но велеврховната вештерка на останатите вештерки им кажала дека детето Бруно ќе дојде бидејќи таа му ветела 3 чоколада. Но дали Бруно ќе се намами на таа стапица? Доколку сакате да го знаете, прочитајте Вештерки од Роалд Дал и пазете се од вештерки!